civilmedia.mk. Слободно, независно, отворено. Кажете ми, вие како одговорен на секторот или за кој се однесува на животна средина и природа во општина Куманово, како се справувате со зелените политики на локално ниво? Што се може општината да презема во однос на зелените иницијативи и заштита на животната средина и природа? Па вака, општина Куманово согласно позитивна законска регулатива е должна да презема мерки и активности по поглед на заштита и унапредување на животна средина. Бидејќи се работи за јавен интерес, секторот секоја година до Советот доставува програма за активности од областа на животна средина и во самата програма која што се усвојува од страна на советниците се вметнати сите мерки и активности кои што ќе бидат превземени од секторот, односно општината, во поглед на изготвување на проекти, одредени активности на терен со точно прецизно вметнати средства од кои се фондови ќе се трошат пари за да се истите остварат. Во самата програма има голем дел и буџетски средства, односно општина Куманово секоја година издвојува повеќе од 20 милиони денари за унапредување и заштита на животна средина. Во тој поглед, од страна на општината, односно секторот, се спроведени повеќе активности, значи ние изготвивме катастар на загадувачи, стратегија за амбиентен воздух, набавивме 6 мерни инструменти за мониторирање на загадување на воздухот и истите се лоцирани на повеќе локации во самиот град. Исто така, со сопствени средства набавивме полуподземни контейнери, кои што веќе на едно 15 локации се поставени, во иднина ќе се постават уште на толку локации, како и во моментот во општината се донесува на следната седница на Совет ќе биде точка локален еколошки акционален план. Овој стратешки документ се прави врз основ национален еколошки акционен план и трае во период од 2022 до 2028 година. Ние со тој акционен план фактички се обидуваме да ги согледаме сите постојни аномалии, потреби, за да во иднина, доколку можеме, се исправат и да граѓаните добијат поквалитетен и поздрав живот во општината. Во самиот ЛЕАП се констатирани одредени потреби за да се регулира активен сообраќај, да се донесуваат идни плански документации во кои што поголем акцент ќе се стави на застапеност на зеленило. Значи, за да се најде начин како да се користи вода и како да се заштеди вода или како да се управува отпад, како да го подобриме развој на гасификациона мрежа, која што сигурно знаете, Куманово е единствена општина на територија на нашата држава во која што имаме сопствена гасоводна мрежа и со неа мислам дека во голем дел се зголеми квалитетот на живење на граѓаните во Куманово. Во тој аспект, самиот Совет донесе одлука во која што ги субвенционира сите стамбени единици кои што ќе сакат да се приклучат на газ со 15.000 денари. Во иднина, исто така согласно усвоената програма, ќе спроведеме постапки за изготвување на програма на енергетска ефикасност, потоа заштита од ерозивни подрачја, како и зелен катастар. Тоа ни се некои чекори кои што во иднина ќе треба ние како сектор да ги сработиме. Инаку на лице место, односно се уредуваат одредени парковски зеленили, така е и со стариот градски парк, кој што сега во иднина ќе прерасне во модерен, современ смарт парк. Таму се одвоени големи средства од страна на општината, меѓутоа тука имаме и учество од одредени фондови во кои што општината секогаш аплицира и во најголем дел од случаевите добива одредена сума на пари која што ја користи токму за таа намена.
Сите овие позитивни работи за кои што зборувате во однос на зелените политики што ги презема општината, треба и да се одржуваат, односно колку граѓаните во Куманово се афирмирани во заштитата на животната средина и на природата. Па видите вака, да. Не можеме да кажеме дека сите ние, значи не се издвојуваме како поединци, него сите ние сме многу афирмирани или упутени во тоа како да ја заштитиме својата животна средина. Меѓутоа, сите работиме за да се подобри свеста кај луѓето, особено кај малите генерации, бидејќи тие се наша иднина, нели? Исто така, ние, согласно програма за активностите на заштита на животна средина, имаме набавено материјал пропаганден во кој што е и на албански и на македонски јазик и од 1 септември наредната година ќе биде во присуство на луѓето обработени во самиот сектор по училишта ќе се дели рекламен материјал и ќе се едуцираат дечиња како треба да се рециклира, како треба да се селектира отпад и како треба да се почитува животна средина. Од тие причини ние имаме добра соработка со невладен сектор, значи имаме неколку акции на чистење спроведено со Ромалитико, со кумановски акцијаши, значи тие се секогаш тука кога имаме акција да помогнат со своите ресурси, имаме со Пакомак, бидејќи се поставија одредени контейнери низ целиот град во кој што се укажува на потреба од селектирање на отпад. Така да се надеваме дека во иднина сите овие стратегии, сите овие заложби ќе уродат со плод и дека ние ќе добиеме почист и поубав град за живење.